2,5-годишно дете почина од труење на крвта предизвикано од бактеријата пнеумокок. Девојчето цела нела примало терапија препишана од матичен лекар, но 7-миот ден состојбата му се влошила. Поставено на антибиотик, третирано 7 дена, значи во домашни услови. Не било тешко за да биде упатено во болница, така да во понеделникот са бајле кога е приметено дека не е подобро, е јавено на матичен и оттаму е препратено на клиника. Лекарите велат дека смртниот исход бил неизбежен, па 12-часовните напори за спас на животот на малото девојче не можеле да вродат со плод. Се работи за тешка бактеријска инфекција која што со оглед на возраста, во оваа возраст има доста често голема смртност. За помалку од 12 сата детето престојуваше на клиниката и за жал во утринските сати во вторник се бајле почина. Детето беше примено во тешка клиничка слика, значи со еден брз флуоресцентен развој на болеста. Све е постапено според протоколите. Оваа бактерија може да биде причинител за воспаление на уво и синуси, но поредко и сепса, воспаление на бели дробови и менингитис. Антибиотиците, како што е пеницилинот, можат да ја убијат бактеријата, но околу 40% од подвидовите на истата се отпорни на антибиотици. Заштита нуди вакцината, па во иднина, како што најавија здравствените власти, истата влегува во редовниот календар за имунизација.